Британскиот така наречен интегриран преглед вели дека руската инвазија на Украина значи дека колективната безбедност на Западот сега е суштински поврзана со исходот од конфликтот. Тоа ја принуди Велика Британија да признае дека најнепосредните закани се многу поблиску до дома. И добро е што Британија е во навистина силна позиција, како што покажа лани, да обезбеди војна поддршка на сојузниците во Европа, особено на источниот фронт на Европа. Покрај годишните трошоци за одбраната на Велика Британија од 58 милиарди долари, се препорачува издвојување на дополнителни 6 милиарди долари во следните 2 години. Од нив 2,3 милиарди долари ќе бидат потрошени за надополнување на резервите на муниција кои се исцрпени преку воената помош за Украина. Беше повторена амбицијата на Британија да ги зголеми трошоците за одбраната на 2,5% од бруто домашниот производ. Но исполнување на таа цел до 2030 година повеќе не е во игра. Ако Велика Британија навистина сака да биде глобална сила на светската сцена и сака да биде начело на групата кога станува збор за одговорот кон Русија или Кина, тогаш ни требаат повеќе пари за лидерство. Се обидуваме да имаме првокласна армија која ќе се надпреварува со САД, Кина, но и Русија. Во моментов заостануваме. Позицијата на Британија кон Кина привлече големо внимание. Премиерот Риши Сунак рече дека Кина представува епохален предизвик. Тоа е земја со фундаментално различни вредности од нашите и нејзиното однесување во изминатите неколку години беше загрижувачко. Тие се поавторитарни дома, понаметливи во странство. Но Сунак не ја означи Кина како закана и покрај притисокот од некои во неговата партија. Кинеската политика може да се промени и никој не знае дали Кина ќе го нападне Тајван, дали Кина ќе продолжи по овој понаметлив пат. Мислам дека британската влада сака да ги држи отворени своите опции. Мислам дека Велика Британија исто така признава дека Кина ќе биде важна земја со која треба да се соработува за решавање на глобалните предизвици. Дополнителни 3,6 милиарди долари ќе бидат потрошени за поддршка на испораката на подморници на нуклеарен погон за австралиската морнарица, како дел од Индо-Пацифичкиот одбранбен пакт AUKUS со САД и Австралија. Пекинг реагираше дека тој договор води кон опасен пат.